Јас пак, без да се договорам со никого, денес сакав да евоцирам спомени од моето искуство. Мејатата сабота ја започнав Христовиот пророчки говор, иако тоа не спаѓа во оние библиски проповеди или беседи, затоа што Христовиот пророчки говор, конкретно во Матеј 24 глава, спаѓа во делот од беседи што Христос ги одржал приватно, само со своите ученици, во затворен круг. Не беше тоа јавна проповед пред мноштво, каде што секој можел да биде присутен. Често пати Христос пред мноштвото ќе кажал нешто, пример параболите, но само на своите ученици во поприватна атмосфера го објаснувал нивното значење. Христовиот пророчки говор го започнав од позади, од крајот на 24 глава во Матеј, затоа што така беше темата минатата сабота, која што носеше наслов Последен пат. И беше една годишнина заради која што ја држав таа тема. Денес пак една, не би можел да речам точно годишнина, бидејќи не сеќавам на точниот датум, но беше некаде последните денови од јуни 91 година, пред цели 26 години. Кога првпат во мојот живот почев да ја читам оваа книга, конкретно оваа книга, овој примерок, тука малку е напукнат, насловот е малку излижан, не беше таков на почеток. Беше едно ново сочувано издание. Пред да ја почнам да ја читам оваа книга, имав прочитано некои помали адвентистички брошури. Тоа беше Патот во Христа, една од нив, брошурата Вечен Божи закон од Антон Лоренцен. Почнав да читам и дури подоцна ја довршив една малку поголема книга од братот Благоја Самарџија, кој што живее во Калифорнија. Книгата се викаше Измеѓу живота и смрти. Може би ја знаете вие, некои постарите сте ја имале или се уште ја имате во вашите домови. Колку и да ми се допаѓаат тие книги што тогаш ги читав, прв пат, мојата вера не се роди од читање на некоја таква книга. Книгите, значи, ми се допаднаа многу ме трогнаа, како да речам. Меѓутоа, се уште не верував, се уште не бев верник. Сеќавам, кога бев мал, прв пат читав грчката митологија на грчки јазик. Еден учебник за мали деца беше тоа. И тоа како дете ми се допаѓало многу, и така некако ги доживував и овие првите верски книги што ги читав на 17 годишна возраст, после неколку години поминати во атеизам и во тогашна Југославија. Ми се допаѓа, но не верував. Чувствата беа едно, а верата нешто сосема друго во моето искуство. Затоа никогаш не ги мешам, не можам да ги мешам чувствата и верата. Бидејќи јас имав силни чувства, кога ги читав првите адвентистички брошури, овие што ги споменав, многу ми се допаѓа, некој од нив и до солзи, значи солзи ми заронија, но се уште не верував дека е тоа вистина што го читам. Го доживував како
некоја убава приказна или некоја убава литература, нешто прекрасно, не можем да го споредам со нешто друго што луѓе го пишувале, но не верував. Мојата вера не се роди од читање на било каква споредна литература. Мојата вера се роди кога прв пат ја читав оваа книга. Видите, и ова не е голема книга. Новиот Завет. На самиот почеток не беше нешто впечатливо. Новиот Завет, знаете, почнува со Евангелието според Матеј. И првата глава почнува со што? Овој го родил овој, оној го родил овој и така натаму. Значи, ништо посебно, привлечно, помалку дури издодевно. Да ги опишувам првите впечатоци, кога прв пат почнев да читам оваа книга. Но ета, Евангелијата почнуваат со Матеј, во сите Библии, во сите библиски верзии, и јас почнав да го читам Матеј на почетокот. Значи, тоа беше јуни, последните денови од јуни 91 година, веќе се водеше војната во Словенија. Мирисаше, но се уште не беше почната војната во Хрватска. И јас прв пат почнав да го читам Новиот Завет. Откако ги прочитав другите книги и брошури што ми беа дадени. Исто така, ова книга беше чудна и по една друга карактеристика. Прв пат во својот живот гледам книга каде што помеѓу текстот има бројки. И се чудев зашто овие бројки помеѓу текстот. Кога сепак читав, како што читав, разбирав дека текстот е единствен, значи не мора да има бројки помеѓу, не мора да биде поделен на стихови, значи тие бројки подоцна научив што значат. Но на почеток малку ми сметаа бројките. Зошто овие бројки сега? Зошто вака поделен на стихови? Како и да се навикнав, се реков, ајде, нека е така. Важно гледам текстот си има континуитет и го читав, игнорирајќи ги бројките. Значи имав две пречки, ако така може да се нарече, под наводници. На самиот почеток, значи, книгата немаше нешто што би ме воодушевило. Меѓутоа, интересно, продолжив да ја читам. Не се откажав, продолжив да ја читам. И така, читајки, доживеав големи промени во мојот живот. Читајки го прв пат, Новиот Завет, прв пат Евангелието според Матеј, бидејќи со тоа почнува. Ги прочитав првите 23 глави, стигнав, значи, до 24-та. Тотогаш прочитав работи што никогаш порано не сум ги чул, никогаш порано не сум ги знаел, и работи што многу ме воодушевија. Се сеќавам дека она што најмногу ми остави впечаток не беа толку Христовите чуда, туку неговата доследност, неговиот карактер. Кога прави, а кога не прави чудо. Кога зборува, а кога не зборува. Значи, ми остави впечаток совршенството на неговите зборови. Оно што подоцна во Јаков го прочитав, каде што вели човек кој што во зборови не греши, тој е совршен човек. Значи, тоа, пред да ги знам тие зборови и да ги прочитам во Јаков, тоа ми остави впечаток кога ги читав Христовите зборови. Значи, повек голем впечаток ми оставија Христовите зборови околку неговите чуда. Тоа беше првиот впечаток што многу ми се допадна. Сепак, замислете, се уште не верував, не бев верник.
Дали знаете кога прв пат стана верник? Че прочитав 23 глави од Матеј и се уште не бев верник. Мојата вера се роди кога почнав да ја читам 24 глава. Тогаш прв пат поверував дека ова што го читам е жива вистина. Не некоја убава приказна, не некоја убава историја, која што може би е убава, но одамнешна, нема врска со мене, со мојот денешен живот, со нашето денешно време и така натаму. Но кога прв пат ја читав 24 глава од Матеј, едноставно се фрапирав, бидејќи тогаш прв пат го препознав времето во кое што јас живеам. Ајде да почнеме малку од почеток сега и да се подсетиме како почнува оваа глава. И кога излезе Исус од храмот и си одеше, се приближија до него учениците негови за да му ги покажат зградите на храмот. А Исус им рече: го гледате ли сето ова? Вистина ви велам, нема да остане тука ни камен на камен, а да не биде урнат. Тоа е вториот стих. Се уште не бе верник. Третиот стих. И кога седеше во Елеонската гора, или Маслинската, дојдоа при него учениците негови насамо и му рекоа: кажи ни, кога ќе биде тоа и каков ќе биде знакот за твоето доаѓање и за свршетокот на светот? Ова прашање веќе беше нешто што многу ме заинтересира кога прв пат го читав. Значи сега во самото прашање се навестува второто Христово доаѓање. Дека Христос пак ќе дојде. И се споменува знакот на твоето доаѓање и свршетокот на светот. Ова веќе стануваше многу повеќе од интересно. Но се уште не бе верник. Четврти стих. А Исус им одговори и рече: пазете се да не ве излаже некој. Зашто мнозина ќе дојдат во моје име, говорејќи: јас сум Христос, и ќе прелажат мнозина. Ова исто така беа многу интересни зборови. Порано зборував на оваа тема и кажав дека Христос неколку пати, најмалку 3 пати го повторува ова предупредување во неговиот пророчки говор. Пазете се да не ве излаже некој. Значи, еден од знаците на последното време е постојањето на лажни Христоси, лажни месии, а кон нив може да додадеме сите лажни учења, сите лажни реформации, сите лажни движења во врска со второто Христово доаѓање, одредување датуми за второто Христово доаѓање и така натаму. Сето тоа спаѓат во ова: пазете се да не ве излаже некој, зашто мнозина ќе дојдат во моје име, говорејќи: јас сум Христос, и ќе прелажат мнозина. И знаеме, подоцна, која го повторува ова предупредување, кажува и поконкретни работи. Зашто ако ви речат: еве го Христос во таа соба, или еве го Христос во пустина, на тоа и тоа место, не излегувајте, не верувајте. Многу интересно кога Христос ви вели да не верувате нешто. Оно што е предмет на верата, да ви вели: не верувајте.
Да не верувате лажна наука. Лажни гласови, лажни пораки. Денес слободно би можеле да речеме без да погрешиме. Сето оно што го слушате на електронските медиуми. Не верувајте. И би можеле да ги додадеме зборовите на апостол Павле. Ако е нешто битно, некоја тема, и сакате да знаете што е вистина, значи не верувајте ни тоа што го читате на интернет, ни тоа што го слушате на телевизија. Не верувајте. Но, ако сакате, ако е толку битна темата, ако сакате да знаете што е вистина за тоа, се испитајте. Не верувајте, испитајте. И се разбира оно што е добро, држете го. Значи ги прочитав првите 5 стиха од Матеј 24 глава. И се уште не бев верник. Знаете кој стих се роди мојата вера? 6 стих. Кога прочитав 6 стих, не можам да ви опишам. Значи, во време кога се водеше војната во Словенија, не можам да ви опишам што доживеа кога го прочитав 6 стих. Внимавајте, сето ова се случи пред да се случат многу побитни, пред да се исполнат многу побитни знаци за второто Христово доаѓање. Бидејќи, што имаше до 91 година од исполнети знаци за второто Христово доаѓање? А што има сега, до 2017? Според мене огромна разлика. Меѓутоа, 6 стих, ќе слушате боеви, вели, и гласови за војни. Гледајте да не се уплашите. Ја веднаш го препознав времето во кое што живеа. Тогаш. Гледајте да не се уплашите, оти сето тоа треба да биде, ама тоа уште не е крајот. Много интересно. Тоа уште не е крајот. 7 стих, уште поинтересен. Зашто ќе се дигне народ против народ и царство против царство. И ово беше многу впечатливо, зашто ваков опис. Народ против народ и царство против царство. Во право е Мирко Голубич кој што вели дека со овие зборови се опишани само светските војни. Не било која војна. Било која војна во историјата е војна на еден народ против друг народ во исто време. Но, народ против народ и царство против царство, значи во исто време различни народи и различни царства едни против други. Христос не можел да рече светска војна, зашто не рекол светска војна? Па што знаат тие луѓе на кои што им зборувал колкав е светот и што е светот? Но овој опис, народ против народ и царство против царство, е доволно прецизен. И на места ќе има глад, помор, потреси, земјотреси. Да. Ја тогаш се уште не знаев, значи немаше интернет за уште наредни 7 години во Македонија. Се уште не го знаев ни тој податок, што подоцна го прочитав, пред интернет се уште, но го прочитав во една книга, дека во целиот 20 век, значи со се скопскиот земјотрес, во целиот 20 век се случиле повеќе земјотреси, отколку во сите 19 векови пред тоа.
Меѓутоа, овој податок не го знаат оние што велат каде е ветувањето за неговото доаѓање, бидејќи се си стои така, уште од создавањето на светот. Кога ја проучувавме минатата полка, малку кажавме колку е тоа точно, коментиравме малку колку е тоа точно, се си стои така, уште од создавањето на светот. Се си стои исто од создавањето на светот. Неточно. Не било секогаш вака, како што е денес, од создавањето на светот. Не било вака во времето на баба ми и дедо ми, а камоли порано. Значи, оваа ненормалност, како што можеме да ја наречеме со еден збор, оваа ненормалност на денешното општество, на 21. век, во толку големи размери, не било вака, како од создавањето на светот, освен најприближно во две различни времења кои што Христос ги споменал како споредба. Како во времето на Ное и како во времето на Лот. Точно или неточно? Замислете во 2017 прв пат да го читав Новиот Завет. Значи, ако моето воодушевување во 91 го означиме, да речеме, со 10, денес да го читав прв пат Новиот Завет, со сета ова содомија, која што се рекламира, веќе и во Скопје отворено. Значи, денес моето воодушевување од Новиот Завет ке требаше да го оценам со 100, ако тоа би го оцениле со 10 пред 26 години. Немаме време да читаме се од оваа глава, сме зборували и порано, ќе зборуваме и во иднина, ако Господ даде. Меѓутоа, сакам да споменам само уште некои аспекти во врска со прашањето дали е точно дека се си стои вака уште од создавањето на светот. Се е исто. Рековме не е точно. Проучувавме и во поуката дека не е точно. Меѓутоа, откако поверував, наредните години се случија некои пофрампантни настани, како исполнување на Христовите зборови од оваа глава. Се разбира, јас тогаш се уште не знаев дека Христовото доаѓање не зависи од тоа колку земјотреси треба да се случат. Колку расипани треба да станат луѓето. Колку војни, колку жртви. Не зависи близината на Христовото доаѓање од тоа. Се уште не знаев дека зависи од подготвеноста на неговата црква, од подготвеноста, значи, на народот и од препознавањето од страна на црквата на оние златни прилики кои што Господ ретко ги дава, но сепак ги дава, кога тогаш, во кој што постоеше можност, значи, Христото доаѓање веќе да се беше случило. Ако црквата ги прифатеше тогаш, ја искористеше таа златна прилика да го прими тогаш позниот дожд. Но јас, значи, во минатиот век се уште не ги знаев тие теми. Тоа се уште беше шпанско село за мене. Адвентизмот се уште во глобала беше ориентиран кон надворешните знаци. Многу не сакаат ни денес, ни тогаш не сакаат да се занимаваат со внатрешните состојби како причина за одлагањето или за се уште не исполнувањето на второто Христово доаѓање.
Забележавме дека досега Христос рече сето тоа треба да биде, но се уште не е крајот. И што друго рече? А сето тоа е почеток на болките. Тоа беше 8 стих. Значи, повторно, се уште не е крајот, тие надворешни знаци, што досега се споменати, се уште не е крајот, и сето тоа е само почеток. Сето тоа е само почеток. А каде го споменува крајот? Прво 14 стих. И ќе биде проповедано ова Евангелие за Царството по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот. Но тогаш се уште не знаев што значи ова Евангелие. И тоа првпат го научив после цели 15 години подоцна. И зашто се уште не е крајот? Има еден куп проповеди. Има еден куп мисии по целиот свет. И ден денес. Но се уште не доаѓа крајот. Затоа што треба да биде проповедано ова Евангелие, вели Христос. Не било кое Евангелие. Или како што би рекол апостол Павле, ако некој ми проповеда друго Евангелие. Каде на друго место Христос споменува знак, што го поврзува, што самиот тој вели дека тоа е крајот. Освен ова. Освен проповедањето на вистинското Евангелие. Евангелието за оправдание со вера. Или Исус тука го нарекува Евангелие за Царството. Видите, оваа тема е се уште непозната. Повеќето христијани мислат дека кога се зборува за царство во Новиот Завет, тоа е фигуративен израз. Како да не е вистинско царство. И кога Христос му вели на Пилат, моето царство не е од овој свет, и повеќето христијани површно заклучуваат, значи ова не е некое вистинско царство, некое духовно царство, како фигуративен, символичен назив. Скроз погрешно. Христовото царство е вистинско царство. Христос им рече на учениците, кога се вознесе, ни се даде секоја власт. Каде? Само на небото? Не, на небото и на земјата. Но оваа тема за царството, ако даде Господ, јас сега ја развивам приватно, си ја проучувам за себе, веќе неколку седмици, ќе ја зборувам некогаш, ако даде Господ во иднина, ќе видиме кога. Што значи царството во Светото Писмо? Кои други знаци ги спомена Христос во овој свој пророчки говор, кај што он самиот изричито вели дека тоа е крајот? Или дека веднаш после тоа ќе го видат Синот човечки? Може ли да најдеме таков стих? Значи, 8.14, кај што се зборува за проповедането на ова Евангелие по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот, што е еден таков знак. Што друго споменал во неговиот пророчки говор, што самиот тој, не мора со истите зборови, го поврзал со крајот. Значи, не со почетокот, или тоа се уште не е крајот, туку баш со самиот крај. Тоа е од Исаија, нели?
од претходните 14, мислиш. 12-13. И бидејќи беззаконијата ќе се умножат, кај множина љубовта ќе олади, а кој претрпи до крај, тој ќе биде спасен. Добро, може да се прифати, затоа што токму пред самиот крај. Да. Во ред. 25 стих. Како? 23. Добро. Тоа е они за лажните Христоси повторно. Тогаш ако некој ви каже, еве овде е Христос или таму е, не верувајте. На тоа мислиш? Зошто не го претходните, зошто не ги забележа? Добро, тие се малку во контекст на падот на Ерусалим, иако се применуваат и за последното време. Оти ќе се појават, 24 сега, оти ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци и ќе покажат големи знаци и чуда, за да ги прелажат, ако е можно, и избраните. Ете, однапред ви кажав. И така, ако ви речат, ете во пустинјата е он, не излегувајте. Ете, во тајна соба е, не верувајте. Зашто, како молњата, што излегува од исток и се гледа дури до запад, така ќе биде доаѓањето на Синот човечки. Оти каде што, ова е сега парабола, оти каде што е трупот, таму ќе се собираат и орлите, го забележува и Лука ова поговорка. И 29 стих, 29 стих. Што вели 29 стих? И веднаш по маките на тие дни сонцето ќе потемни и месечината нема да ја дава својата светлина. И звездите ќе попаѓаат од небото. И што вели потоа? И силите небесни ќе се расклатат. И 30 вели, тогаш ќе се јави на небото знакот на Синот човечки. Значи, последниот знак, пред да се јави на небото знакот на Синот човечки, е силите небесни ќе се расклатат. Од овие зборови, што Христос тука ги споменува, во 29 стих, како знаци, непосредно пред да се јави на небото знакот на Синот човечки. До сега во историјата на последното време има само некои примери на такво нешто, но тоа се уште не е тоа. Ова што Христос го зборува во 29 стих се уште се нема исполнето. 1780-1833, тоа се само примери од напред. Тие се само примери. Така. Ако тогаш црквата беше спремна и дојдеше Христос, за тогаш тие знаци ќе беа исполнување на тие настани ќе беа исполнување на овие зборови. Но што поминаа тие возови и сега се уште го чека Христос една последна генерација на полуверници, како Лот. Ние се способаме како Лот, полуверници. Последното време нема некои силни светци, како во минатото. Ние сме како Лот, обкружени, опијанети, замаени со околината околу нас. Ние живееме во Содом и Гомор. Ние треба да бидеме излезени и далеко од него, за да градиме некаква побожност, каква што граделе некои големи имиња на верата во минатото. Се разберат, со тоа не мислам дека треба да отидеме на Света Гора. Дека само таму се гради побожност. Меѓутоа, факт е дека живееме во Содом и Гомор, каде што нашата побожност
и не може да биде толку силна како на минати генерации на верници. Но сепак последното време ќе ги произведе најголемите светци. 144.000, точно. Остатокот Израелов. Но тоа е друга тема. Штом нова генерација денес и најверојатно последна, затоа што овој свет повеќе не може да издржи. Нема денови повеќе да продолжи, да постои. Само од себе се распаѓа. Како се распаѓаше Југославија. Му смрди крајот. Овој свет премногу смрди. Се распаѓа. Може овој свет да има уште 100 години, што вака да го оставиме, да не доаѓа Христос уште 100 години. Самиот свет ќе опстане вака? Не. Ја мислам дека мајмуните тогаш, ако има мајмуни през после 100 години, по мајмуните ќе бидат попаметни од луѓето. Со ова темпо. Со ова темпо. Тешко. 94-та година се случи еден настан кој што не помина медиумски, не беше медиумски многу покриен и не е за чудо зашто не беше, но кој што мене многу ме воодушеви. Да ви кажам право, и Скопскиот град пред 10 дена многу ме воодушеви. Пешки се враќав од Битпазар, идев кон Чаирското веро и се склонив во Чаирчанка пред да фати градот. Значи, како куршуми од мраз ги гледав повеќе од половина час. После тоа дрвијата и гранките по цел булевар во Чаир. Значи, како да беа искасапени дрвијата. Значи, имав впечаток дека живи луѓе да беа изложени незаштитени, на тоа ќе беа убиени. Толку беше силен. Да ви кажа право, ме воодушеви. Кога заврши се и кога излегов повторно, реков слава да ти е Господе за ова. Ме воодушеви. Бидејќи тоа е само капка од оно што ќе се случува во иднина. Бидејќи живееме во многу неморален, во многу безбожен свет, а такво за жал е и ова Скопје, во кое што се наоѓаме. Кој настан се случи 94-та година, кој што јас го препознав како силите небесни ке се раскладат? Може ли некој да погоди на што мисля? Еве, фактот што веднаш не ви текнува е доказ за тоа што го реков. Медиумски не беше добро експониран тој настан. Се сеќавам, не беше многу медиумски и не е чудо зашто не беше. Не, затемнување мислиш? Не. Одамна беше, затоа не се сеќавам. Што би можело да биде силите небесни ке се раскладат? Подалеко, повисоко од климата. Повисоко. Тоа го имало. Тоа го има периодично. Уште Галилеј ги забележал тие сончеви пеги заради различни ерупции. Добро, некои работи, кажавме, значи, тие некои работи се случили и во 18 и во 19 век за тие знаци, но се уште не се случиле во тие размери за кои што Христос тука зборува, а ќе се случат. 94-та година се случи еден невообичаен настан. 94-та година. Се случи еден невообичаен настан. А не мислам на тепачката на адвентистите во Хац. Веројатно, заради тоа адвентистите не приметиле што се случило. Не верувам дека сепак приметивте, дека ќе се сетите кога ќе ви го кажам. Да. 94-та година се случи еден невообичаен настан.
една комета од нашиот сончев систем удри, значи се судри во планетата Јупитер. Се сеќавате сега? Некој се уште не се сеќава. Веста тврдеше дека како резултат на тој судир на планетата Јупитер се направија дупки поголеми од големината на планетата Земја. Сега, да ми кажат подигрувачите, па се си стои така, како од создавањето на светот. Ма немој, удираат комети во планети. Се си стои така. Од секојаш удирале комети во планети. Од создавањето на светот. Да отвориме во Лука, 21 глава. Христос споменал уште нешто што ќе биде пред неговата појава, пред неговото доаѓање, како последен знак. Освен ова, силите небесни ќе се расклатат, но тоа го има само во Лука. Само Лука го забележал тоа. Матеј го испуштил. Лука 21 глава. Јас ќе ви кажам дека тој настан, што Христос тука го споменува, првпат се случи 2004 година. А вторпат 2011 година. И сега погодете на кој стих мислам. Лука 21 глава. Не, овој пат е на земјата тој настан. На површината на земјата. Значи, на површината, значи, да не одиме ни во атмосферата повисоко. На самата површина на земјата. А сето тоа, замислите, сето ова го немаше 91. Колку Библијата стана поактуелна денес, и денес е најактуелна од било колко порано. Значи, дори од времето кога ние прв пат поверувавме. Лука 21 глава. Цунами, точен одговор. Каде го споменува Христос цунамито? Во Лука 21 глава? Да. Значи, тоа е истите зборови, како во Матеј 24-29 стих. И ќе има знаци на сонцето, и на месечината, и на звездите, а на земјата тага кај народите. Од што? Од неизвестноста, значи прво неизвестност. Јас навистина не знам како е денес да се биде неверник, значи дури не можам да се замислам како е. Толку сум се одвикнал од некогашниот атеизам, плюс денешниот атеизам не е како оној од минатиот век, кога ја бев атеист. Тој беше многу по-интелигентен атеизам од овој денешниот. Јас не знам како е денес да се живее без вера, меѓутоа имам впечаток дека овие настани што се случуваат денес, човек може и да полуди ако нема вера. Човек може и да полуди. Дали знаете дека јас во зградата на Руди Чаевец улица, кај што живееа порано Тања и Игор. Знаете која за тие трите згради што сега не се сега највисоки тие, но тогаш беа. Имаше воени лица, пензионирани од ЈНА, кои што се поместија од умот, затоа што Југославија се распадна. И јас запознав некој од нив, ја ги гледав ненормални луѓе, зборуваат глупости. Воени лица се поместија од умот. Буквално се шекнаа затоа што Југославија се распадна. Се сруши идолот. Па ја ќе ви кажам, и за мене беше идол, ама Господ мене ми даде вера. Без вера човек
може и да полуди, зависи од човекот. Се разбира. Од овие ненормални настани што случуваат и во нашата држава, а камоли пошироко. Прво, значи, така кај народите од неизвестноста и од бучењето на морето и од брановите. И после вели, луѓето пак ќе умираат од страф. Замислите како луѓето ќе умираат од страф. Луѓето ќе умираат од страф. Знаете, сеќавате, на 11. септември 2001 година некои луѓе скокаа од кулите близначки во Нью Йорк. Знаете, има луѓе, сум слушал, кои што, кога ќе се случи нешто во авионот и авионот почне да паѓа, и тие гледаат да скокнат од него. Зошто го прават тоа? Ако авионот падне, и тие ќе загинат. А ако скокнат тие од авионот, што ќе се случи? Може би ќе се спасе. Не, тоа е некако инстинктивен нагон, не верувам дека тоа им доаѓа како рационална одлука да го направат. Имаше луѓе што скокаа од кулите близначки, значи скокаа, да речеме, од 203 спрат. Скокаа за да паднат на земја. Зошто? Веројатно затоа што полесно е да се умре ако треснеш на земја, отколку да бидеш изгорен. Не знам зошто, скокаа. Но јас тоа го гледам како исполнување на Христовите зборови, луѓето ќе умираат од страф. Денес живееме во време кога, ако немаш вера, можеш да умреш од страф. Само од страф можеш да умреш. Се разбира, повторно, зависи каква психа имаш, значи каков човек си, психолошки. И од она, значи луѓето ќе бидат од страф и од исчекување на оно што ќе го снајде светот, зашто и силите небесни ќе се разнишаат. Во врска со ова второто цунами од 2011 година, постои еден податок и со него за сега ќе завршам, ќе продолжиме следната сабота. Сабота на вечер. Дали знаете дека како резултат на хаваријата во Јапонија, Фукушима, нуклеарната хаварија заради цунамито, до сега во Тихиот океан има толку радиоактивен отпад, што покажува дури и карта, дека целиот Пацифик, целиот океан е загаден, дека рибите што ги ловат во Калифорнија се заразени и некои од нив со болни очи, болни органи и така натаму. Целиот Пацифик е заразен. Веќе ништо не може да се јаде од него. Не само риби, но и алги, било што. Најголемиот океан на планетава е веќе целиот заразен заради тоа цунами. А сето тоа, јас ова не мислам дека тоа беа исполнувањето на Христовите збори, дека во иднина нема да има вакви работи. Напротив, во иднина овие работи ќе се повторат со се затемнување на сонце и месечина во многу поголеми размери. Ово што досега го видовме е само најава дека живееме во последна генерација. Значи, се уште имаше живи, многу живи луѓе имаше 91 година кои што живееле во времето на Втората светска војна, например. И денес имаме такви. И кај нас имаме такви денес. Тука, но сега се многу помалку од таквите, нели? Од живите. Меѓутоа, ние сме генерација која што живее во времето кога силите небесни почнаа да се клатат и кога почна бучењето на морските бранови. Значи, ние сме последната генерација. Сега, уште колку има, тоа не знаеме. Не знаеме и не можеме да тврдиме, но јас многу би сакал да нема повеќе
од наредни 14 години. Многу би сакал да нема повеќе од наредни 14 години. Може помалце, но да нема повеќе. Бидејќи по 14 години е 31-та година. 2000 годишнината од крстот. Па зарем ќе дозволиме да има и повеќе време и од тоа. Од нас зависи. Од нас зависи. Зарем ќе дозволиме да има повеќе време и од 2000 годишнината од крстот. Значи, не зависи од земјотреси, од комети, војни, жртви. Не зависи од сето тоа. Зависи од нас. Колку е близу второто Христово доаѓање. Нека Господ даде во нашиот живот, во блиска иднина, нека биде и денес, да го доживееме излевањето и да го примиме излевањето на позниот дожд. Амин.